Господјата Армине Пилојана Вртеска повеќе од 20 години живее во Македонија, а потекнува од Ерменија. Љубовта кон чоколадиерството и сладкарството е нешто што нејза ја опишува и го сакала уште од најрана возраст. Секогаш замислувала дека ќе има свое катче каде што ќе прави сладки задоволства кои што секако ќе ги пробуваат сите оние кои што сакаат да уживаат во благите нешта. Таа веќе 6 години рачно изработува чоколади и тоа црта исто така на чоколадите, па зашто поточно станува збор, ова утро ќе дознаеме токму од нејзе. Господја Армине, ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро ни дојдовте во нашата утринска програма. Чест и задоволство ми е што имаме можност нели да пренесеме вашата приказна, љубовта кон сладкарството, кон чоколадиерството и како настана вашето сладко катче Мелти. Па најпрво би ве прашала како започна вашата приказна за чоколадната галерија Мелти. Добро дојдовте, баш ми е мило што сте тука во Мелти. Благодарам што имате интерес да знаете повеќе за чоколадо, за уметноста поврзана со чоколадо. За мене создавањето на нешто е многу важен дел од мојот живот, како да е секојдневие. А во Ерменија работев по мојата струка, како лингвист, преведувач и професор бев, но и тогаш имав кон уметноста имав секогаш многу голем интерес. Кога дојдов во Македонија, веќе имав потреба едноставно да се изразам себе си преку уметноста. Почнав со глина, со филигран, со накид, после сликање на платна со маслени бои и на крај, бидејќи премногу сакам да готвам, повеќе на ерменските специјалитети, многу сакам да покажам, да готвам и секој да чувствува убаво тоа што ќе правам, да пробува. Имаше идеја да имам едно катче, како што кажавте, каде што секој ќе чувствува дома, секој ќе чувствува тој вкус, бидејќи овие работи не се само јадење, ова е цел процес на уживање, на создавање нешта. Да, апсолутно така е, нели, особено кога станува збор нели за сладките задоволства. А како се роди љубовта кон чоколадиерството и како го изучивте тој занае да рачно изработувате чоколади? Да. Тоа беше идејата на мојот сопруг, што многу сум благодарна за тоа, да научам, бидејќи јас сум таква личност, секоја трета, четврта година нешто нов занает или нешто ново морав да учам, за да биде поинтересно мојот живот и моите деца да гледат дека не е само еден правец, има милион други можности. И во 2019 бев во Белгија, во Антверпен, таму поминав курс за чоколадиерство и од тогаш беше јасно дека ќе почнам нешто со чоколадиерството. Веќе создавањето на чоколадо е многу деликатна работа, многу, процесот е многу интересно. Подолго трае, бидејќи рачно се црта и цел процес е многу интересно. Така, ќе ви покажам и покасно како се прави. Што ви беше најтешко кога на почетокот почнавте да изучувате рачно, да изработувате чоколади? Јас мислам дека ако нешто сакаш, ништо не е тешко. И не сум имала некоја тешкотија, бидејќи премногу сакав. И исто и ерменските специјалитети што има во Мелти, исто и благите, и солените работи. Со задоволство правам и многу сум среќна дека Мелти стана многу омилено место за семејства околу во малото, така многу сум среќна тука. Одлично тоа што го препознале вашиот квалитет кој што го нудите токму овде во Мелти. Што е важно кога се работи со чоколадата?
Обично со храна кога се работи, било чоколадо, благо, солено. Најважно е чисто да е средината, тоа што ќе направиш да има хигиена нормално и љубов. Тоа е најголема и најважна состојка во секој рецепт. Така. Од што се инспирирате? Како настанува секоја чоколада? Затоа што навистина овде има можеби повеќе од 100 различни видови нацртани на белгиски чоколади. Што ве инспирира? Како настануваат? Да ви кажам, се може да биде инспирација. Се дрво, лисја, листови, не знам, се, лик, форма, било што може да е инспирација, бидејќи овие не се секогаш исти. Кога ќе земиш калапот, ти доаѓа идеја како да црташ, што да црташ во тој момент. Тоа многу зависи од твоето расположение, што сакаш да даваш, што сакаш да нудиш. Тоа е цела приказна, така, многу убава приказна. Да, покрај тоа што одлично мирисат, вкусот е исто така предобар, колку чоколадата дава креативен израз? Колку можете да се изразите преку чоколадата, затоа што сепак е нели едно специфично нешто, не е нели како четка, лист и боја? Чоколатиерите денешно време имаат неограничени можности за креативност. Значи, многу креативност можеш да вложиш во чоколатиерството, бидејќи можеш да играш со бои, можеш да играш со вкусови, различни комбинации на вкусови, така нема ограничување. Ако некој сака тоа креативноста, ќе најде тоа. Да. Така, колку време од прилика се подготвува, например, и на табла чоколада, да речеме? Бидејќи тоа е процес, што најважно е темперирање на чоколадо, тоа е цел процес и како временски не можеш да кажеш. Можеш да кажеш дека за еден ден можеш да направиш многу табли. Така, но во процесот мораш има прво чистење на калапи, сликање на калапи или прскање, филување на како шел да се направи, после филовите да се стават, после затварање, вадење, ставање во кутии. И да, и тука имаме 3 големини на кутии како бомбониери, што секој купувач може да комбинира од тоа што имаме или ние ставаме комбинации различни по боја, така. Да, имат слобода и тоа да направат, да. Да, верувам дека може некој да си одбере и тема каква сака по негова желба? Да, секогаш за секој празник имаме празнични колекции. И да, и за роден ден имаме нарачки од фирми, имаме нарачки со лого, со нивната лого нацртано, како баш кутија за некоја фирма, специфична, да. Да, супер, верувам дека сите сакаат да ги пробаат овие привкусни, рачни, изработени белгиски чоколади, кои што вие ги работите со многу љубов. Што се покрај чоколатиерството, односно покрај чоколадите кои што ги рачно ги изработувате, може да се најде во Мелти? Во Мелти имаме богато мени, каде што има солени работи. Например, има чикен рол, веги рол, палачинки со сирење, со месо, има грузиски хачапури, што многу е омилено со сите. И по нарачка нормално правиме и некои други специалитети. Сега од септември се надевам малку по-широка мени ќе има, а во благите имаме убави чизкејки, торти, медена торта, кралска торта, што е баш од кај нас, од Ерменија рецептите. Има ерменска баклава, што е различно од другите баклави, бидејќи е со мед и со многу ореви и со многу суво грозје. Гата,
специалитет ерменска, има Наполеон, тоа многу е омилено исто. Така има различни многу, но понатаму сакам и повеќе, пошироко мени да имаме. Повеќе нашите специалитети. Да, вкусни како сладки, така и солени задоволства, нели, кои што доаѓаат од Ерменија или се ерменски продукти кои што вие секако тука ги изработувате, се рачно, се сами, нели, и верувам дека ги освојувате веќе и сите луѓе кои што имаат пробано веќе еднаш се враќаат во Мелтин на една поспецифична, да речеме, кујна, односно она што вие го готвите на традиционален ерменски начин. Јас ќе ви се заблагодарам што и вие прифативте нашата покана и што имавме можност да ги запознаеме гледачите со тоа што вие работите во Мелтин, но и како се создаваат и изработуваат чоколадите. Да, фала ви многу што дојдовте. И бидејќи оваа уметност не е многу во Македонија, јас се надевам дека повеќе луѓе ќе сакат да научат и се надевам дека ќе имаме работилници. Јас би сакала да организирам работилници, луѓето да пробуваат сами и да уживат во процесот, бидејќи стварно е многу убава. Да, навистина верувам дека секој сака да научи како да се направи чоколадо, односно оно што сам ќе си го подготвиш, нели секогаш е највкусно, но и голема благодарност се ви за вас што имате желба да несебично го пренесете вашето знаење со тие работилници. Ви благодарам уште еднаш. Исто и јас благодарам.